Dobro utro, dragi bratia i sestry. Mnogo mi je milo što je nedela i sme zajedno sobrani da ga slavime našiot Gospod. Jaz moram da priznam дека во време на славење во молитва бе многу допрена од Господ. И знам дека Он е тука меѓу нас и дека е спремен да ни зборува. И тоа ми беше молитвата целата недела, која прашував Господ што сака Он да каже. Го молев Господи, зборувај. Вие што не ме познавате, знаете дека имам малце диалект и тоа е поради тоа што сум од Чешка, но знам дека ова не е пречка за Господ да зборува. И последните неколку недели, секој пат кога имав прилика да се качам на сцена, приметив две работи. И тоа е дека во нашата локална црква има повеќе и повеќе нови луѓе и му кажав слава му на Бога за тоа. Втората работа што приметував е дека црквата ни станува потесна и потесна и го славам Господа и за тоа. Заради тоа што го размислував за тие две работи, од тоа уствари пролизле за ова порака и тоа е Бог е верен. Заради тоа што пред една недела бев во Прага и таму се изгубив. Прага е голем град, јас не сум од таму, одидов со метро и се изгубив и каснев некаде 2 сати. И кога се возев во метро, Бог ми стави оваа реченица во срце. Тоа е дека Он е верен. И почнам да се сеќавам на почетоците на Евангелска црква Аеродром. А тоа е скоро пред 5,5 години. И се сеќавам кога почнувавме да имаме служби заедно. Бевме понекогаш 3-4 луѓе собрани на ова место. Но секоја недела бевме тука во очекување дека Господ ќе делува, дека Господ ќе исцелува, заради тоа што Господ е верен. Размислувајќи за оваа порака, таа една слика Господ ми ја стави на срце кога имавме и женски часови и младенска служба кога почнувавме. Понекогаш бевме една личност собрани, но верувавме дека Господ е верен, дека ова е Господовата мисија, а ние само учествуваме во една таква мисија. А сеќавајќи се и размислувајќи за она што се случи минатата сабота, ако бевте таму, во горната соба во станица 26. Јас не можев да славам, заради тоа што се држев да не плачам цело време додека бев таму. Јас стоев на скалите, не можев да се движам, заради тоа што верувам дека имаше околу 400 луѓе собрани на едно место. Јас се сеќавав кога седевме 3-4 во оваа црква. А ми се плачеше од радост за тоа што Господ го прави, заради тоа што Господ е верен Господ. И знам дека сите од нас многу често во животот се чувствуваме како да сме на работ на нешто. На работ на некој нешто. Молам слика ако може да се покаже. И често се чувствуваме како да сме на работ на нашата вера. И ние така се чувствуваме многу пати во Евангелска црква Аеродром, каде што знаеме дека Господ не повикува да правиме нешто. И ние направиме еден чекор напред, но се чувствуваме како на работ на нашата вера. Заради тоа што Бог не секогаш ни открива следен чекор. И така ние чекориме во вера, заради тоа што Господ не повикува во нешто. И можеби денес сте тука повикани да дојдете во недела на служба. Обично утро, како секое утро можеби. Но се викате можеби што денес Господ сака да го направи. Можеби денес се чувствувате на робот на нешто друго. На прашања, сомнежи кои што можеби ги имате и со тие сомнежи тука доаѓате. Моменти кога стоиме на еден таков раб, тоа се моменти кај што Господ ја расте нашата вера. Тоа се моменти кај што Господ не повикува да чекориме напред. Било што и се случува моментално во нашите животи. За еден месец ќе отвараме кафетерија, која што ќе се вика на англиски on the edge, што значи буквално на работ на нешто. И мислам дека може да замислите дека јас го имав сличното чувство кога Господ пред 3 години се сеќавам дека Господ дојде преку молитва и ми ја стави оваа идеја во мојот ум да отвориме една кафетерија. И јас сметав дека, знаев дека Господ сака нешто да направи преку тоа и сака ние како црква
da izlezeme od crkva i da bideme tamo kaj što se ljudje to. I jaz ne som businesswoman i od toga što kaj dobив ta vizija od Gospod, počnem da se molam i počnem da se spremam i počnem da izleguvam od jedната strana na drugата strana. No cela godina беше jedan golem proces za kako тоа ќе се случи. А во тие моменти кога стоиме и балансираме живота, не знаеки како ќе се случи тоа нешто, но знаеме дека Исус ни даде некоја визија или некоја идеја, Он ќе го заврши тоа. Во тие моменти ни треба вера. И таа вера доаѓа преку Светиот Дух, а таа вера ја дава Господ. Во целиот процес поминав низ многи бури, многу прашање, многу незнаење. Знаев од каде тргам и каде треба да одам. И му благодарам на Бог за тоа, за сето тоа што ме учеше во еден процес. Како да се живее понекогаш на работ на нашата вера, на работ на некои нешта. Јас кога споделував ова приказна за кафетерија на еден мојот пријател во Чешка, зошто да се вика кафетерија Ондиеч, он вика, па нели така Господ работи со сите нас? Нели Господ не повикува, не ни кажува целата слика првично, но чекори со нас, чекор по чекор. Не знам низ какви бури вие моментално проаѓате во животот, или некој раб моментално вие стоите, но едно нешто се знам е тоа дека Господ е верен и Господ ќе ве носи низ било каква бура. Како да му доверувам на Бога кога се осеќам како на работ на мојата вера, на работ на мојот живот, на работ на бурата. Денес Господ ми стави една многу едноставна порака од Библијата, заради тоа што верувам дека понекогаш ни треба само малце охрабрување, малце отворено срце Господ да може да дојде и да делува и да не зборува. И ќе зборувам за приказната за кога Исус чекорел по вода. Знам дека таа приказна сите ја знаеме, дека таа приказна се раскажува во детската црква стално. Јас многу сакам, иако учев теологија, многу сакам едноставни приказни, кои што може да се ги читаме секојдневно и Господ има нешто да ни каже секој пат кога ги читаме тие приказни. А ова приказна е запишена во Евангелијата според Матеј, Јован и Марко, но денес ќе се фокусираме на Евангелието според Марко, така што ако имате тука Библии, може да се ги отворите или на телефон, да ме следите во Марко 6 глава, 45 стих до 52 стих. Вели вака. И веднаш ги натера учениците своји да влезат во кораб и да отидат порано од него, на другата страна, кон Бетсаида. Дури тој не го распушти народот, а тој, одделувајќи се од нив, отиде во гората за да се помоли. Прик вечер коработ беше сред морето, а тој сам на копното. И ги виде како се мачат при пловењето, зашто ветрот им беше спротивен. А околу 4-та ноќна стража се приближи до нив и одејќи по морето, сакаше само да помине покрај нив. А тие кога го видеа како оди по морето, помислија дека тоа е привидение и почна да викаат. Зашто сите го видеа и се уплашија? Тој веднаш почна да говори со нив и им рече: не плашете се. Јас сум, не бојте се. И влезе кај нив во коработ и ветрот стигна. А тие многу се уплашија и се чудеа во себе, зашто не се вразумија од чудото со лебовите, бидејќи срцето им беше скаменето. Амен. Амен. Првото прашање кое што сакам да ни поставиме е какво значење има море во Библијата. Море често препоставува некаква опасност или некаков хаос. И во оваа приказна гледаме Господ кој што доаѓа во хаосот и ствара ред. Тоа што Господ е Господ на ред. И да разбираме оваа приказна која што е ставена во две различни приказни, сакам да разбереме она што се случува пред оваа случка. А тоа е дека Исус
Imalo sobrano golem narod. Isto zede 5 leba, 2 ryby, napravi čudo, gdje nahrani site ľudia tamo. A ľudia ima prilika da vidia božanstveната sila на Господ во тоа чудо. И после тоа, то молам ви не заминуваш само да смени сликата со следното вако. Направил Исус чудото, сите го видеа тоа. И он ги распушта своите ученици да одат на другата страна во езерото. И сакам да покажам една слика. Заради тоа што мислам дека во една едноставна приказна гледаме многу случаи кои што се поврзани со Стариот Завет. И ето првата приказна кај што Исус ги храни 5000 луѓе, може на некаков начин да се сетиме, ако се го читале Стариот Завет, како Исус обезбедуваше за својот народ мана од небото, кој што паѓаше 6 дена и 7-миот ден. Господ вика, овој ден не земајте ништо, јас ке се погрижам за вас, јас ке обезбедам за вас. Така што прва работа за која што сакам да зборувам во оваа приказна е дека Господ обезбедува. Господ обезбедува. Обезбеди физичко за луѓе што беа таму собрани, но верувам дека обезбедува за нас. И духовно, и емоционално Господ едноставно обезбедува. Ако погледнеме на Стариот Завет, размислувајќи за морето, мислам дека на повеќето од нас ќе ни текне приказната каде што Господ го раздели Црвеното море. И верувам дека учениците имале некакво познавање за ова случка, кој што е голема случка во израелската култура, еврејската култура. Кај што Господ им вика пред да го раздели морето, Господ ќе се бори за вас. Бидете мирни, Господ ќе се бори за вас. Гледајќи ова слика и гледајќи она што Господ го направи кога ги испрати своите ученици, вика дека Исус отиде на планината да биде сам. Да помине време со небесниот татко, да биде сам на планината. Размислувајќи за планината и за Библијата, за мене планината значи некакво место на преобразба. Место каде што се среќаваме со Господ. Место каде што влегуваме во одморот, како што израелците 7-миот ден влегува во шабат, така и ние влегуваме во одморот во Господ. Што значи одмор во Бог во библиска терминологија во нашето време? Фактот дека можеме слободно да влеземе во одморот на завршеното дело на Исус Христос. Време во молитва на планина. Блейз Паскал пред 400 века кажа вака: сите проблеми на човештвото произлегуваат од неспособноста на човекот да седи мирно сам во соба. Знам дека на некаков начин ова е доста претерана изјава, но мислам дека носи доста вистина во оваа изјава. Иако ова може да се чини како претерана изјава, размислувајќи за Исус кој што беше на планината сам со Господ, верувам дека ни дава еден таков пример за што се случува кога ние седиме во тишина со Господ, кога седиме во тишина со сами себе. Дали сте имале можност, знам дека повеќето имате семејства и многу сте зафатени, можеби немате ниту ден кај што може онака да седнете и да бидете. Дали се сеќавате на едно такво чувство, да можете само да бидете со Господ? Ја читам моментално една книга за факултет, за постдипломски студии, за тишина и одмор во Бога. И оваа писателка Рут Бейли Бартон ќе каже вака: кога седев тивко со Господ, нешто што ме недостасуваше во срцето вечерва, ми ги направи очите толку меки, мојот глас толку нежен, мојата потреба за Бог апсолутно јасна. Живееме во век каде што едноставно немаме време. И може и понекогаш сме срекни и радосни што можеме дури само во недела се бајле да дојдеме на црква.
Jaz verujem, дека овој пример од Исус кој што направи чудо, ги прати своите ученици, застане да биде со својот Создател, е многу битен и важен момент за нашите животи. Заради тоа што кога размислувам за својот живот, што мене лично ми се случува кога идам од една работа на друга работа и немам време. И после доаѓа пример недела, имам време, имам цело пополедне да седам да се одморам. Знаете што се дешава? Почнем да се расипувам, едноставно. Ми доаѓаат работи за кои што немам време да размислувам целата недела. Ми доаѓаат некои работи од минатото што заборавив да се сетам на нив. Ми доаѓаат некои нешта што немам време целата недела дури да размислам. Ова е убавината кога можеме да седнеме и да застанеме. И во момент верувам дека се спушта Светиот Дух и не менува. Ги враќа некои работи во нашето сетјавање, за да дојдат на површина, за да може да ги процесираме, да ги исцели тие нешта и да можеме да продолжиме навака. Како што кажа, во оваа приказна е заставена помеѓу две приказни. Токму тоа Исус го правеше пред да отиде да направи следното чудо, пред да отиде да биде пак со луѓе. Имам време да процесира, имам време да бара она што Бог сака да го направи. Имам време да му предаде на Бог сето тоа што се случи, за да може да продолжи она што Господ го повикува да го прави. Џон Пайпер ке каже вака: тишина со Господ е можност за нас да ги отвориме нашите животи и срца за Него, за кого сме создадени. Не знам како тоа вид звучи за вас, но ова е понекогаш доста страшен момент, каде што сме целосно отворени и предадени пред Господ, кој што влегува во наше срце и знае се што е во наше срце. Но верувам дека во тоа има исцеление, одмор во Бога и тишина со Бога. Како Исус Христос ни покажува како живееме живот во тишина пред Бога, во молитва. Еден таков живот не носи од хаосот во редот. Не зборувам за време кое што би било нешто како животен стил, туку самата отелотвореност од Бога, во кое што ние може да учествуваме кога имаме едно такво време, редовно во тишина со Господ. Учествувајќи во Божиот одмор, учествуваме во Божиото создание и Неговата природа, преку која што верувам дека доаѓа промена и преобразба во нашите срца и нашите животи. Рут Бейли Бартон понатаму во својата книга ќе каже и вака: оние кои се навикнати да живеат во робство, не знаат како да живеат како слободни луѓе, додека не им покаже некој како да живеат. И верувам дека прво сакам да кажам фала му на Господ Исус Христос, што ни покаже патот и вистината и што ние не мора да живееме како робови, но може да живееме како слободни луѓе. Она што се случува, јас верувам, неделното утро, е ние како црква, како Христова невеста, учествуваме во еден таков шабат, во еден таков одмор заедно во Бога ова утро. Што значи да се биде црква во бура? Тоа ми беше прашање на кој што размислував низ минатиот период и многу сум благодарна за нашата локална црква, заради тоа што јас во животот, ете јас сум од странство, но живеам во Македонија, моето семејство е во Чешка, но едноставно Бог ми ја даде оваа црква како семејство и тоа стварно, кога што го кажувам тоа е така. Имав неколку примери кои што можам да раскажувам, ќе изберам само еден, за тоа што значи црквата да биде црква во бурата. И ќе искористам повторно оваа авторка, заради тоа што оваа книга многу се свија, ќе ви ја препорачам после проповета, која што вели: времето успорува, бидејќи едноставно сум присутен со друго човечко битие, кое е на малку поинакво место на човечкото патешествие од каде што сум моментално јас. Ништо што не можам да направам, освен да бидам.
И знам дека тоа прави разлика. Да се биде црква е едно големо патешествие на оваа земја. Да се расте заедно. Да останеме верни заедно на Господ. Да се споделува заедно. Ете како што кажав, дека е многу допрена кога се молеше пастор Живко. И чувствував во време кога ја спремав оваа порака, размислувајќи за црквата и бурите, дека тоа е нешто во што Господ ужива, да гледа својата црква како си помага една на друга. Јас понекогаш кога онака разговарам со луѓе и ги слушам, едно нешто што ми доаѓа на уме секогаш, колку полесно ќе ни беше како на луѓе ако свативме дека ние сите сме грешници. Дека ние сите имаме поминато низ некои многу нешта во животот и нема тука никој подобар или полош. Туку ние сме исти во очите на Господ Исус Христос. Верувам дека ако го сваќаме ова нешто, тогаш може ние да се намалуваме, Исус да е воздигнат и да препознаваме потребата на црквата и да препознаваме потребата на луѓе кои што се тука околу нас. Како што кажа пастор Живко, јас верувам дека ние сме црквата и си требаме еден на друг. По Матеј 5 глава 4 стих вели: благословени се оние што тагуваат, зашто ќе бидат утешени. Амен. Заедно ја трчаме оваа трка по која што сме повикани да ја трчаме. Сакам да се навратиме на текстот и сакам да размислиме на фактот дека Исус ги прати своите ученици да одат пред Него, знаејќи дека ќе заглават во таа бура. Знаејќи дека бурата ќе се деси. Јас не дозволам многу да се размислувам или представувам во теологија, но тука си дозволувам да се замислам што тие мислеле учениците на Исус, кој што Исус им кажа: вие идете напред, јас ходам да бидам сам. И сега го снемува Господ и он е заглавува во една голема бура. Па не ли така се чувствуваме ние понекогаш, каде што Исус не прати нешто да правиме. И после имаме чувство како Господ не е тука и сме во бурата. Искаме: Господе, зошто? Зошто нас не прати во бурата, ти остане на планината? Зошто не отиде пред нас? Зошто не отиде со нас? Исус ги пратил во бурата, но ги пратил заедно. Не ги оставил сам, ги пратил заедно во бурата. Заради тоа што верувам дека Господи веќе знаеше што ќе направи. И знаеше дека тоа е време што беше целата ноќ, што ќе го поминаат во бурата и било потребно на тие ученици. Во Јаков 1 глава од 2 до 4 стих вели: радувајте се, христијани, кога минувате низ разни искушенија, зашто знаете дека колку повеќе вашата вера се проверува, толку поистрајни станувате. Морате да научите се да издржите, за да станете зрели, целосни и ништо да не ви недостасува. И понатаму вели: никој кога е во искушение да направи нешто грешно, нека не вели: Господ ме искушува со грев. Ниту Бог себе си се проверува со грев, ниту пак вас ве проверува со грев. Искушенијата не доаѓаат од Господ, но Господ дозволува различни бури и различни тестови во нашите животи да расте нашата вера и доверба во Исус Христос. Доаѓаме на целата комбинација на овој текст и тоа е дека Господ ги употребува бурите во нашите животи и тоа е за наше добро и секогаш се појавува да донесе спас, утеха и помош. Господ не ги остави на морето. Господ се појавува. Можеби учениците не очекуваат дека ќе се појави на еден таков начин, но Исус се појави во својата сила. Дали ти треба Божиот семоген допир ова утро? Он е спремен да те допре и да се појави на начин на кој што можеби не ни очекуваш.
Да се појави на начин на кој што можеби не ни веруваш дека ќе може. Да се појави во ситуација кога што треба исцеление, ослободување. Дозволи му на Бог да ти зборува и да донесе тие нешта на површина. Можеби ти треба допир од Бог кој што не знаеш како ќе изгледа. Учениците не знаат како Исус ќе се појави на морето во оваа случка. Ке се навратам на Марко, 6 глава, 48 стих, кој што вели: Ќе цитирам од тука. Ги виде своите ученици како се мачат веслајќи спротив ветрот. Околу 4 часа наутро Исус се упати кон нив, одејќи по површината на езерото, со намера да им се придружи. 48. Да, 48, така? Да. Сакам да го издигнам еден стих, кој што јас го прочитам на друг начин, затоа што не можам да го најдам. Ама ќе прочитам уште еднаш од тука. И тоа е дека и ги виде како се мачат при пловењето, зашто ветрот им беше спротивен, а околу 4-та ноќна стража се приближи до нив, одејќи по морето, сакаше само да помине покрај нив. Сакам оваа реченица да ни остане сега малце во нашите умови, да размислуваме на оваа реченица. Сакаше, Исус Христос сакаше само да помине покрај нив. Оваа реченица е многу вкоренета во Стариот Завет. Оваа реченица која што се употребува во еврејскиот јазик, староеврејски јазик, дека Господ поминува или само поминува. Значи како што во Излез 34 глава 6 стих, каде што Мојсей сакаше да ја види Господовата слава, го пишува на овој начин. Господ помина пред него, па се јави Јахве Господ, Бог дарежлив и милостив, долго трпелив на гнев, многу милостив и вистински. Господ помина пред него, па се јави. Во Јов 4 глава 10-11 стих вели, кај што го величи Господовото име во 10 стихови, јас ќе прочитам само еден. Во 10 стих кај што вели: тој е творец на силни, несфатливи дела, на чудеса што не можат да се избројат. Поминуваа покрај мене и јас не го гледам, еве тој заминува, јас не го забележувам. Господ поминува покрај мене. Како што и во Стариот Завет, Господ се објави во својата слава на Мојсей, на Јов, така Господ се појави во својата слава во приказ на своите ученици. Кога Марко забележува дека Господ сакаше само да помине пред нив. Затоа учениците не го препозна, заради тоа што Исус се појави во својата слава, само да помине пред нив. Исус се појави во својата слава за да ги допре своите ученици. Како што пишува на крајот на Марко, дека после чудото со леба и со риби, нивното срце беше скаменето. Исус се појавува во бурата на начинот кај што учениците немаат поима, не размислува дека на еден таков начин ќе се појави. Он поминува пред нив во својата слава, заради тоа што знаеше дека една таква објава, еден таков допир им беше потребен во тој момент на неговите ученици. А тој веднаш им проговори: не плашете се, јас сум. Смирете се, не плашете се. Во длабочината на оваа приказна е скриена главната поента, а тоа е божествената природа на Исус Христос. Појавувајќи се во својата слава на своите ученици, едноставно во личноста на Исус Христос вели: јас сум отелотворен, Јахве пред вас. Јас сум тој за кој што Мојсей зборуваше: Авраам, Изак, Јаков, јас сум тој. Во Евангелието според Јован, кај што ни се запишани тие изјави: јас сум вистината, јас сум воскресението. Тоа се изјави кои што го представува Исус Христос како Бог, кој што е силен и семокен.
Кога Христос дојде во нашето срце, тој ги прекинува ветровите и бурите и заповеда мир, како што само Он може да даде. Поканете го Христа да дојде, а вревата на брановите наскоро ќе се смират. Да се има одмор во Бога е да се знае дека Тој е Бог, Јахве, дека Тој е Господ со нас. Прикај сакам малце да застанеме и да размислиме на она што апостол Петар го направи во оваа ситуација. Марко не го опишува тој дел кој што ќе следи, но јас ќе го раскажам, мислам дека повеќето од вас и го знаете, кој што Матеј го запишува, тоа е дека кога Исус се појави на своите учениците, Петар во одговор му рече: Господе, ако си навистина ти, направи да дојдам до тебе, газајќи врз водата. Може би на многу мина од нас ќе ни се чини дека Петар беше малце наивен во моментот, или па не беше тоа најдобра одлука да се фрли во морето, во бурата и да иде кон Господ. Може би повеќето од нас ќе можеме да се чувствуваме како Петар. Може би имаме таков характер во различни ситуации во нашиот живот, каде едноставно се фрлиме по глава и правиме она што чувствуваме дека треба да го правиме. Верувам дека реакцијата на Петар, Исус ја благослови една таква реакција, каде што Петар стои пред Исуса, кај што има огромен ветер, кај што има бура и он сака да дојде кон Исус. И што му вика? Што вика Библијата? Што направи Исус? И испруши својата рака и каже: дојди. Така запише во Библијата да каже: дојди. Петар доаѓа кон него. Но во моментот почна да се сомнева дали он стварно ќе може. Дали во моментот заборавеше кој стоеше пред него, не знам. Дали изгуби вера, не знам. Но сакам да се фокусирам се уште на тој дел кај што Исус стои пред него и со него. Заради тоа што заедно со Петар, иако он се сомнева, заедно се качија во брочето. Тоа е прекрасна слика каде што, иако ние се сомневаме понекогаш, ако ние не оставаме понекогаш верни, Исус не држи за рака и заедно ќе чекориме со Исус до крајот на овој живот. Тоа е прекрасна приказна како завршува ова приказна. Иако Петар се сомнева, Исус го држи за рака и заедно влегуваат во брочето. А што се случува во моментот? Се смирува, ветерот се смирува, бурата се смирува. Кога престане таа бура? Кога Исус влезе во брочето со своите ученици. Па јас исто се прашувам дали понекогаш е доволно за нас да направиме еден нов чекор, иако ќе се чувствуваме како на работ, можеби на нашата вера, но да направиме еден чекор напред. Да излеземе надвор од нашето броче, доверувајќи му на Господ, дека Он верно ќе не пречека на другата страна. Ова беше важен тест на довербата на неговите ученици, за да може понатаму да му служат, да служат на луѓето во Исусовото име. Размисли за својот живот, таму каде што моментално се наоѓаш во твојот живот. Како ќе му одговориш на Исус, на неговата покана? Дојди. Дојди. Што значи тоа за тебе? Ако ден денес Исус повторно те повикува: дојди, дај ми ја твојата рака. Знаете, на крајот на приказната кај што Исус вели: зошто немаше доверба? Јас не верувам дека Исус кажуваше, не беше луд, зошто ти не веруваш? Ама зошто не веруваш? Нели имаме ова поминато заедно? Нели вчера ги нахранив 5000 луѓе, ти го виде тоа? Зошто не веруваш?
Dojdi повторно кон Бога. Кога спремав ова проповед, Бог ми даде едно сеќавање кој што се случи во мојот живот пред 10 години, за кој што немам многу разговарано, ама додека се молев и додека размислував за Божјата верност и за тоа како стварно се чувствувам во својот живот, скоро секој ден да бидам на работ, на некој нешто или на верата, Господ ме посети колку верен беше, бил и ќе биде во мојот живот. И јас поверував пред 10 години. Јас сум од нехристијанското семејство и ми се случија многу нешта во моето детство со кои што морав да се справам тие наредни 10 години од кога поверував. Но кога поверував, првата година ми беше прекрасна, кај што стварно Господ правеше чуда, кај што го осеќав Господ многу близко до мене, секаде каде идев, во школа каде и да бев. Втората година кога одлучив дека ќе го следам Господ, дека ќе се крстам, тоа беше една од најтешките години во мојот живот. Она што се деси тогаш беше дека паднав во некаква депресија. Тоа беше клиничка депресија кај што морав 2 месеци да одам на едно место да побарам помош, заради тоа што не можев. И тоа беше сезона кај што се чувствував стварно како да сум во една таква бура и не знаев дали Господ нешто ќе направи, не знаев дали Господ ќе ослободи, не знаев, бев многу збунета. И еднаш кога стоев стварно на работ на мојот живот беше кога си мислев дека нема спас во мојот живот, заради тоа што болката која што ја чувствував беше толку голема, кај што еден вечер едноставно избегав кај моите дома, отидов на еден мост кој што беше таму близко до нас и се качив на работ на тој мост. И таму стоев, таму плачев, вскршена, бев во огромна болка. Една година кој што поверував во Господ, го смени мојот живот, ама чувствував огромна болка. А додека стоев на работ на својот живот, тоа е вистинска приказна. Ја преживеав Господовата слава, како што верувам на сличен начин, можеби како што следбеници на Господ доживеле. И тоа се случи во мојот живот само еднаш, и тоа беше во тој момент, каде што јас решив што ќе правам во својот живот. Дали тоа е крај на мојот живот? Што се деси во тој момент дека се спушти едноставно огромна светлина врз мене и ја спаднав на другата страна од тој мост. И во тоа кога гледав во една таква светлина, го гледав секој еден момент од мојот живот пред да поверувам. И Господ ми кажуваше, јас бев со тебе во тој момент. Јас бев со тебе и во тој момент, и тој момент, и тој момент. И се чувствував стварно како да не гледам од таа светлина која што дојде тој ден. Исус исто така ми покажа, исто така имам план за тебе понатаму. И ми покажа некои нешта во мојот живот што сака Он да ги направи. Јас верувам дека наново се родив кога поверував во Господ, но уште еднаш наново се родив овој ден, кај што Господ беше милостив со мене додека стоев на работот на својот живот и донесе една нова надеж пред 10 години во мојот живот. Но потоа имав големи патешествија во својот живот, кај што Господ не се појавуваше на ист начин како што се појави тој ден, но се појавуваше. И Господ е верен во мојот живот и верувам дека е верен и во вашите животи. Било каде и да се наоѓате, моментално во вашите животи. Јас тука стоам да сведочам тоа што не можам да сведочам пред 10 години ако Господ не ме спаси. А тоа е дека Господ е верен. Има толку приказни што би сакала да ви раскажам за тоа колку е Господ верен. Но сакам тука да застанам и само да ве охрабрам. Како што вели во Излез 13 глава, а тогаш Мојсей му рече на народот, поминете го овој ден, по кој сте избавени од Египет, од куќата на робството, зашто Господ ви избави од таму со својата силна рака. Поминете, посветете го овој ден. Сетете се на тие денови кои што Господ бил верен во вашите животи и продолжете да верувате дека Господ ќе го заврши она што го почна.
Amen. Amen. Може да станеме, да се молиме. Пане, ако може да свири во позадина. Ке му благодариме на Господ за неговата. Усваи, сакам да замолам Фани, ако можете бендот да го испеете уште нешта песна, Псалм 89. И ако некој има молитвена потреба, пастор Живко и јас ќе бидеме напред и ќе се молиме за вас. Господе, фала ти за овој ден, фала ти за ова утро. Господе, фала ти за Твоето присуство. Фала ти, Господе, што ти си верен Господ. Господе, јас се молам за секое срце кој што е присутно во оваа соба. Јас се молам за секој еден човек, Боже, на кој што му треба ослободување, исцеление, Господе. Јас се молам, Свети Душе, ти да дојдеш и да делуваш, Боже, ти да ослободуваш, Боже мој. Те молам, Боже, за една нова надеж во Тебе, Господи. Надежта која што е само во Тебе и ништо друго, само во Тебе, Господи. Боже, јас те молам во овој момент да дојдеш, Свети Душе, и да не подсетиш на некои работи од нашите животи, која знаеме, Боже, 100% дека Ти си со нас, која Ти не избави, која Ти не ослободи, Господи. Наврати не назад, Господи. Наврати не назад кон Тебе. Боже мој, ако има некој овде кој што отиде во светот, но сака да се врати кон Тебе, Господи, зверувам дека Ти како небесен Татко стоиш и чекаш со отворени раце, да не примеш повторно во Твојата преградка. Боже мој, нема побезбедно место од да бидеме со Тебе, пред Тебе, во Тебе. Господи, фала Ти што не пречекуваш. Фала Ти, Господи, што ги смируваш бурите, брановите, Господи. Фала Ти што се појавуваш, Боже, во нашите животи на начин кој што понекогаш не очекуваме, Господи. И молам ова утро за чудо, Господи. Молам Ти да не изненадиш, да дојдеш на начин на кој што можеби не би очекувале, Господи. Дојди во дабочините на нашите срца, открини работи за кои што треба да знаеме. Објави ни се, Господи, во Твојата слава. Ти си исцелител, Ти си спасител, Ти си откупител. Нема никој како Тебе. Нема да има никој како Тебе. Во Тебе има живот, во Тебе има се. И ние Те молиме, Свети Души, да дојдеш во својата сила. Господи, Те сакаме, Ти благодариме што можеме да стоиме, Боже, во Твоето присуство, што може да стоиме пред Тебе, што го направи патот од Таткото. Ти благодариме, Боже, не можам ниту со зборови, Боже, да опишам колку сме благодарени за тоа. Прослави се ова утро и прими ја секоја чест и слава која што припаѓа само на Твое свето име. Се молам, Господе, во Твоето свето име, Исусе Христе.